Добар ден, почитувани, вие следите уште една нова Телма амбуланта, каде што ја поставуваме дилемата. Дали органската храна е на вистина поздрава од неорганската? Постои ли значителна разлика во количината на пестициди во овошјето и зеленчукот? Има ли некаква нутритивна предност храната со ознака органска? Што велат студиите? Која храна е подобра? Можеме да прочитаме дека конзумирањето ултрапроцесирана храна е поврзано со ризик од рана смрт. Па што е тоа ултрапреработена храна? Разговараме со доктор Александар Митов, магистар по јавно здравје. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите, како и обично ќе имате можност да вклучите во програма со ваши прашања. Еколошкото производство во последниве години зема замав поради тврдењето дека органската храна е нутритивно побогата и помалку штетна по човековото здравје. Се појавија и многу термини како органска, био, еко, што не им се сосема јасни на потрошувачите. Воедно ваквата храна е значително поскапа од она што се одгледува на конвенционален начин. Дали органските продукти се на вистина поздрави од неорганските, но и какви се ризиците од конзумирањето ултраобработена храна? На сето ова одговор ќе побараме од денешниот гостин, доктор Александар Митов, магистар по јавно здравје. Докторе, добре ни дојдовте повторно во студиото на Телма. Повторно е интересна тема за гледачите. Добро ве најдов, ви благодарам за поканата. Сметам дека едукацијата во овој дел, во делот на храната малку пошироко. Отинели тука сега ќе објаснуваме терминологија која што оди подлабоко во тие дефиниции што е здрава храна. Без така општо да кажеме, мислам дека е многу важен дел од здравствената едукација и колку повеќе знаат граѓаните на оваа тема, толку подобро за нив. Докторе, за еден продукт да биде означен како органски, како треба да биде произведен? Што е тоа органско производство? Така, органското производство, накратко кажано, значи контролирано или сертифицирано производство. Односно, тоа е производство кое што исполнува одредени критериуми и кој што не значи нели целосно дека нема никакво третирање со пестициди. Има органски дозволени пестициди, такви кои што имаат пократка каренца, односно не трае толку многу. Побрзо се распаѓаат. Се распаѓаат побрзо, така ви благодарам. Значи, тоа се тие важни аспекти кои што се многу важни, но сепак извонредно добро да се истакне е дека кај органското производство ги нема тие големи количини на, за жал, пестициди и хербициди и што ли не се друго, кое што можеме да го најдеме карактеристично за така нареченото конвенционално производство. Иако не е идеално можеби, сепак ако го споредиме со конвенционалното производство, се смета за доминантно и за поздраво. Може ли да зборуваме за органско производство во ера кога почвата е комплетно загадена, меѓу другото од пестициди, хербициди, бидејќи е била третирана претходно и на неа се одгледувале култури на конвенционален начин, потоа знаеме дека воздухот е загаден, водите се загадени, дождовите што паѓаат носат токсини во себе. Многу е битно да се навлезе во ова прашање што го поставувате, бидејќи така ќе можеме да го објасниме цел концепт на органско производство. Знаете како, убаво ја спомнавте почвата. Јас често во разговор со пациентите, сакајќи да го објаснам човечкото здравје, го поврзувам на таа линија. За човек да биде здрав, треба храната да биде здрава. Доминантно мислиме на растителниот дел. За растителната храна, растенијата да бидат здрави, треба почвата да биде здрава. И од тука, апсолутна вистина според мене е дека човековото здравје започнува во почвата од која што се произведува храната. Значи, таа е таа линија која што мора да биде зачувана за да имаме здрава почва, здрави растенија и здрави луѓе, па и здрави животни кои што се хранат нели од истите растенија. Сега тоа прашање што го поставивте во однос на изложеноста на разноразни ризици, што од храна, што од вода, што од воздух или се друго што го опфаќа тоа парче земја или тие плодови кои што растат на неа. Во однос на претходна употреба на пестициди, инсектициди, сето тоа нели и разноразни хемиски соединенија, пред се во форма на потхрана, да речеме. Треба извесен период да пројде со цел тие да се распаднат. За среќа,
дури и најтврдокорните од нив се подложни на распаѓање под дејство на таа жива материја, на тој жив свет кој што постои во почвата. Значи, ако помине одреден период, бактериите, габичките, протозои, амеби, сите кои што живеат, имаат капацитет да ги разградат тие субстанции кои што биле, да речеме, однадвор од нас, од луѓето ставени и правеле да бидат дел од така наречено конвенционално производство. Што значи, ако... Обично колку време треба да помине? 2 до 3 години е период кој што се смета задоволен. Дури и во времето на сертификација, например, нели, и вас, за да ви сертифицираат нешто дека е органско, земјата, нивата, што и да е, има еден така наречен преоден период, кога во тој преоден период вие, иако ги практикувате сите елементи на така нареченото органско производство, сепак треба време да помине. Зошто? Тоа време е дадено бидејќи е предвидено дека ќе треба тој период за тој жив свет внатре во земјата да ја прочисти почвата, да ја исчисти. Знаете како, тоа е, кој го проучува тоа, не може, според мене, барем мојот став е тој, не може да не се фасцинира и да не се восхитува за тоа како природата предвидела чистење на сама себе да се чисти. Дури од работи кои што ние вештачки сме ги создале. Еден пример само ќе кажам, малку ќе отстапи од темата, меѓутоа во истиот дух е, пак ќе се вратиме, се разбира. Знаете колку добро, например, ние имаме загадени води. Македонија, за жал, има многу загадени води. И еве сега за езерата слушаме, за Велешко, за друго, за трето. И го слушаме моментот како веднаш се испуштаат разноразни отпадни води внатре. На запад, конкретно, толку примери можам да ви дадам, во Швајцарија, во Америка и на многу други места. Има рурални програми кои што на сите кои што се куќи кои што гравитираат околу одредена река, езеро или што и да е, се градат и им даваат средства за да направат многу прости, многу едноставни кревети, да ги наречеме, од трски. Значи, жива трска, 3 до 4 метра кревет, така тоа е терминот, како леа, и тие трски имаат капацитет. Од едната страна влегува извалкана вода, отпадна вода, како сакаме да ја крстиме, а од другата страна, во рок од неколку недели добивате вода која што практично можете да ја пиете. Тоа е само трска. Само трска. Значи, кој е капацитетот на природата да се прочисти самата себе си и сите тие позитивни бактерии, колку ние можеме да ги искористиме во цел тој процес на производство на храна. Затоа велам, тука многу ни се нарушени односите со природата, со храната, и сето тоа не треба некојаш ни многу чудо да направиме, туку само да дозволиме природата да си го направи своето. И ќе ја исчисти земјата, ќе ја исчисти почвата, ќе ги стабилизира ако се отрови. Значи, тоа е нешто кое што ние, ако треба технологија да измислиме, никогаш нема или за стотици години од денес. Тоа нема да може да го постигнеме. А ја имаме таа технологија во природата, на прочистување на земјата. Само треба очигледно се проучува, да се знае и стекнатото знаење да се применува во пракса. Да, сега, например, и тоа што кажавте, растенијата имаат околу себе, плодовите, например, од нив, еден така убав слој од добри бактерии, кој што и растенијето го штити, и ние кога ќе го консумираме, истите бактерии, замислила природата, да бидат благотворни за нашите црева. Значи, ние кога јадеме било кое, земете парче зеленчук или парче овошје, нутритивниот елемент не е само внатре што има. Туку и на кората, кое што за жал ја отстрануваме, постојано да ги лупиме, продуктите. Домашното производство, например, или еколошкото, или органското, како и да го крстиме, до толку повеќе е позитивно, заради тоа што тогаш не го лупиме тој слој. Оти ако не го лупиме тој слој, ние така бактериите кои што се позитивни на него ќе ги внесеме. Така влијаме директно и на цревниот микробиом, односно на Апсолутно. Бактериите што се во цревата, и за тоа подолува емисијата ќе мораме од тие работи се вака врзани едно за друго. Се е поврзано едно со друго. Но докторе, што велат студиите? Дали навистина органската храна е поздрава во споредба со неорганската? Што е во однос на хранливоста, на нутритивната вредност? Има ли некаква предност? Бидејќи во однос на пестицидите? Се разбира. Првата предност е пестицидите. Да речеме, нели, органската храна ги нема. Наспроти... Но сепак има. Од органска природа, меѓутоа не се тие класични хемиски кои што зборуваме, кои што се
по најштетните и опасните. Значи, првата предност е таа. Втората предност е се овие позитивни бактерии кои што ги спомнавме. Бидејќи тие бактерии и габички, бидејќи тие ќе живеат многу повеќе кај органска храна, отколку ќе живеат кај конвенционално произведена храна. Значи се присутни, а не се небитни. Значи се до таа точка важно и да во овој разговор мораме да ги истакнеме како една многу битна вредност. И трето, кај храната која што е органски сама произведена, има одредени предности, за кои што се уште не сме јасни дали истите се преведуваат и во здравствени ефекти. Меѓутоа, велиме дека е повеќе, како да го терминот на англиски е, ќе го преведам nutrients dense, значи дека е по-густо се застапени нутриентите кај храна која што е органски произведена. И има и смисла. Например, сега вие ако земете едно органски произведено јаболко кое што ќе биде многу помало, наспроти едно големо јаболко надувано, да речеме, од нели разни ѓубрива вештачки и заштитено на секој можен начин преку пестицидите, тогаш тоа помало јаболко навистина во себе ќе има многу поголема концентрација на хранливи материи. Зошто? Заради тоа што ние и во производствениот процес не сме форсирале раст. Не ни било битно да биде изгледот, не ни било битно да биде огромно, не било битно да го добиеме плодот и да биде здрав. И од тука таа густина на нутриентите е докажано дека е поголема кај органски произведената храна. Органски произведената храна е значително поскапа од конвенционално произведената, па вреди ли од нашиот буџет да одвоиме повеќе средства за на трпезата да имаме вакви продукти? Многу убаво прашање и тука веќе мораме да разгледаме, например, тука е веќе паметно да бидеме, како да речам, стратешки да пристапиме. Например, нели има така наречените dirty dozen или нечистите 12. Има производи кои што самиот процес на производство ги прави да бидат понездрави. Односно, треба многу повеќе пестициди за да бидат заштитени, многу повеќе ѓубрива хемиски за да растат и низа на други проблеми кои што тие 12-тина од прилика ги врзуваат. Еден од нив, например, е спанаќот. Спанаќот, за жал, тој е многу здрава храна. Меѓутоа, ако си го произведете во двор или на балкон, или ако органски го купите. Воспротивно? Воспротивно, тој може да биде полн со пестициди. Значи е на врвот на листата на тие продукти. Спанаќот, нектарините, јагодите, нели ќе видите јагодата како ви делува, има вдлабнатинки, можете да го визуализирате незиниот нели надворешен изглед и таа има многу вдлабнатинки. За жал, најдено е дека кога се прска во тие длабнатинки влегуваат остатоци од самите пестициди. И се задржуваат? Там и се задржуваат пестицидите? И се задржуваат, особено доколку не е резидуи се задржуваат. Меѓутоа, посебно ако имате ситуација на земја како Македонија, каде што периодот на каренца не знаеме колку се почитува или не се почитува. Ако би било тоа, нели, да се почитува каренцата така како што треба, односно како што ме коригирате, периодот на распаѓање, да го објасниме, нели, тој момент за гледачите, треба да се прска за секој, дури кај конвенционалното производство, што и да се прска, има период што мора да измине од моментот на прскање до берба. Тоа е тој период на каренца. А обично не се почитува. За жал, многу пати информациите се во правец дека не се чека тоа. Зошто? Заради тоа што се смета дека тоа пресно прскање пред берење ќе придонесе производот да има подолг живот откако ќе се набере, да издржи повеќе и така да биде, нели, поинтересен за продажби и да стои подолг период на рафтовите. Меѓутоа, тоа дополнително ја влошува состојбата. Макар и да е конвенционално произведено, едно е ако се почитува каренцата, друго е ако не се почитува. Така што тоа уште повеќе ја комплицира состојбата. Така, зборувавме за оние 12. 12-те. Значи ги кажав, брокулата за жал спаѓа тука. Например, човек ако земе да одгледува сам брокула во двор, например, да проба, еве сум пробал. Брокулата ви представува, инаку нема збор. Не е брокулата тренди храна. Брокулата на вистина
е меѓу еден од трите најздрави зеленчуци. Значи, на вистина, нема збор тука. Зборуваме за нешто што е докажано, цврсто, медицински, јасно. Келјот е тука, Добра. брокулата е тука, и да речеме кои други, сите алиуми, односно прас, кромит, спаѓаат во тие кои што се извонредно здрави. Меѓутоа, брокулата, за жал, го има тој момент на, ако пробате да ја одгледате, вие ќе сватите дека нема инсект во градината кој што нема да ја нападне. Нема да ја нападне. Кога ја одгледувате така, вие имате избор во градината, односно немате избор. Морате брокулите кои што ги одгледувате самите дома да ги чувате под мрежа. Буквално, речи се од период на нивно, од кој ќе ги ставите во земја, додека да ги наберате, нив мора да ги чувате под мрежа. Ако не ги чувате под мрежа, ќе гледате околу нив како леткаат бели пеперутки постојано, кои што всушност ќе несат јајца, тие јајца ќе стануваат гасеници и вие брокулата нема да стасате да ја наберете. И од најздравото можно растение, за да може да го изнесат на пазар, го бањаат, го бањаат во пестициди со цел ништо да не го јаде и да може да стаса до точка да биде таму. И друго, например, знаете што е? Например, еве компирот, конкретно ако збориме. Сега зборувам тука како лекар, тука како градинар, заради тоа што значи ви имате искуство во градинарството, колку време веќе? 3 години. 3 години. Имаме и фотографии, ќе можеме да ги погледнеме како вие се сноѓате во вашата градина и што се ви успева, а што не. Што не. Еве го например кажав брокула да се одгледа е тешко. Значи од органска гледна точка, односно да не ставите капка на неиз. Никаква хемија, бидејќи јас се разбере дека така ги одгледувам. Еве дел од фотографии. Ова е празот. Празот, фала му на Бога, обстанува. Значи празот нема никаков проблем. Сега тука ова е веќе дел од градината која што ми е еве ги капините. Капините сум изненаден во Македонија колку многу успеваат без капка ништо, ова се доматите препознатливи, нели? И тој момент исто ќе го објаснам, кажував за компирите. Тука запираме. Сега за компирите можеме и да застанеме тука да го објаснам тој момент. Компирот е нападнат во наши услови во Македонија, нели постои таа за сите позната компирова златица. Нели тоа е еден инсект кој што е многу шарен, убаво изгледа, меѓутоа кога земав да проучувам како да го отстранам, значи воопшто, нели, оти обично за вакви работи, првото што човек бара, ако е заинтересиран органски да го произведе, е дали има некоја смеса, например, коприви, лук, што и да е некоја природна... да се засади, или да за да биде засадиме, или да го заштитено. испрскаме, да ги смелиме, па да ги направиме како во растор, па да ги испрскаме. Меѓутоа, ништо нема кое што може да ја избрка или да ја убие компировата златица. Тоа што конвенционално се става, оти тоа е веројатно најотпорниот организам. Тоа што конвенционално се става за да се добие ваков компир е тоа дека смеса од неколку пестициди кои што патем речено се сите невротоксини. Сите делуваат на нервниот систем, сите до се еден. токсични, така. Сите се невротоксични. Значи делуваат на принцип на комбинација за да можете таа буба да ја таа компирова златица или компирова буба да ја уништите. Другата опција е да ја одите да ја берете на рака и да ја убивате онака едно по едно. Меѓутоа тоа ќе го направите кај што јас имам градина од 60 корени вакви, на пример, растенија. Но вие ако имате 5 декара дека ќе тргнете на рака и ќе успеете да ја убиете, тоа никој никому да не му зборува или ако ви го кажува некој не верувајте. Сакам да речам и сега компирот од нешто што може да биде многу здраво, оти нели јас сум зборил многу пати дека компирот спаѓа во здрава храна, чипсот не спаѓа во здрава храна, компирот спаѓа во здрава храна и нешто што го јадат и деца и се, одеднаш сваќате дека треба да биде прскан од невротоксични пестициди со цел да можете да го заштитите, оти бубата не е нешто, компировата златица не е нешто што можете да го игнорирате. Ќе се вратите за една недела и нема да го има. Значи ќе го елиминира. Нема да остане ништо, ќе го уништи, ќе остане само подземја. Се што е надземје ќе го изеде. Сакам да речем кога човек вака ќе почне од прва рака да се занимава со овие работи, сваќа колку има предизвици во сето тоа и колку не е едноставно и му се губи и наивноста која ќе слушне, нели, не се секирате, ние не прскаме, не ова, не она.
Јас можам да знам зашто очекувам и зашто не очекувам. Например, дека некој ќе ме убеди дека брокула туку така произведува без со нешто да прска, освен ако не ми покаже слика да го видам тоа како бункер направено таму со мрежи, со се, за да не стасаат до него. Или, например, брокулата се прска со една посебна бактерија која што има во земјата, Bacillus thuringiensis. Таа бактерија на 18 дена се прска на листовите со цел, ако дојдат гасеници, да им прави индигестија и да не можат да продолжат да јадат. Сакам да речам, ова е цел факултет е ова, да, и прилично комплексно и во всушност објаснува и зошто производите што се одгледани на ваков начин имаат и висока цена. И затоа се скапи. Вие ограничено колку можете да произведете, исклучително рачно морате да работите, морате да посветите многу време и многу енергија, многу повеќе отколку на истото да ја произведете истата количина храна, доколку ја произведувате на конвенционален начин. И сега, например, ако вие не земете да ги прскате, ајде спанаќот да го збориме, например, или марулата. И спанаќот и марулата се толку нежни и тие целосно ќе бидат доминирани од разноразни полжави, особено еве сега почува да станува повлажно времето. И ако сакате да ги нема, луѓето одбираат да прскаат. Меѓутоа, јас одбирам да јадам храна на која што мора многу убаво да ја мијам, за да не изадам некој полжав. Заради тоа што тие ќе бидат целосно врзнив. Значи, ги чекаат да се појават спанаќот и марулата, и од сите страни ќе се чудите од кај ќе дојдат. И желките многу Значи, докторе, комплетно сте навлезен во сето ова, можеме да видиме што има во вашата градина. Уште јас се сеќавам дека имавте еднаш и една неуспешна берба, кога одгледувавте граф и успеавте да одгледате само една шака за една порција. Тоа беше лани, се надевам дека ќе ви успее следниот пат. Колку време од денот само поминувате во градината? Треба секојдневно да се биде присутен? Речи си секојдневно за мене, иако човек 3 пати неделно да биде присутен таму, зависи колкава е градината, се разбира, меѓутоа и 3 пати неделно да биде присутен таму по 1-3 часа би било доволно за да може да одгледува. Но пак ќе речем, тоа зависи колкава е градината. Јас голем дел од градината се наоѓам себе си како го проаѓам таму од задоволство, од желба да бидам таму. Сега, тука, знаете како, се повеќе го откриваме тој дел. Например, тие бактерии кои што кога ја фаќате земјата и ве валкаат под наводници по рацете, сега има кристално јасни научни студии кои што кажуваат дека истите тие произведуваат супстанции кои што го подобруваат расположението кај луѓето што работат со нив. На така што природата направила да го сакаме тоа. Значи и да го засакаме, и да го засакаме, да не развеселува, да го засакаме, знаете, да не сме свесни зошто сме развеселени заради тоа што доаѓаме во контакт со земјата. Или тоа е, например, како тие фантастични работи кои што човек не може да ги свати, освен ако не верува дека има некој поголем дизајн во позадината. Например, мајчиното млеко има во себе компоненти кои што имаат силен смирувачки карактер. И колку има логика тоа дека бебето треба поголем дел од денот да мирува, да спие, де факто да расте, и заради тоа мајчиното млеко ги има субстанциите кои што го смируваат, го стабилизираат и го прават со самото тоа да развие еден зависнички, така да речеме, однос кон храната. Значи, де факто и ќе преживее заради тоа, бидејќи се навлекува. И природата така дизајнирала да не навлече на работењето со земја. Тие се тие бактерии кои што, кога сме изложени на нив, не развеселуваат. Има тука многу кој што не го знаеме, кој што туку го проучуваме. Видете, ако јас, например, овие работи не земам да ги читам и да ги учам, знаете како, во медицината, ако застанете во место, сето ово го сметам патем за медицина. Апсолутно. Значи, тука нема збор. Ако човек застане во место, отиде возот. Јас, иако 2006 сум го завршил медицинскиот факултет, што не е и така одамна, меѓутоа, ако сум застанал со знаењето на тој период, тогаш многу работи се променет. Немаше да знам дека микробиом постои. Например, сакам да речам, лекар, ако за да биде во тек, нема избор, освен да не чита постојано. Значи, 1 година да не чита, веќе ќе му бидат застарени знаењата и сваќањата. И токму оваа нова наука сега која што се развива околу производството на здравата храна, не само здравата храна, туку и производството. Завчера слушав
Извинете ако сум многу екстензивен, Нема проблем. темата е многу... Само сакам да ги поканам гледачите, Секунда. доколку сакаат да се вклучат во програма, слободно да го направат. Тоа ќе биде испишан телефонскиот број. Почитувани, можете да поставите прашања за сето ова што го дискутираме, а во продолжение на емисијата ќе продолжиме зошто чипсот не е здрав, а здрав е компирот, но завршете. Но завршете. Само да ви кажам, за тој подкаст пред 2 дена го слушам, и сега ја интервјуираат жената која што е главен научник за исхрана на животните, поточно на приматите во зоолошката во Сиднеј. Завршив тоа да го слушам. И објаснува како дека на животните кога ќе им се даде храна која што содржи многу помалку, која што е помалку блага. Збориме само овоше и зеленчук. Меѓутоа помалку благо, како нивното расположение приметила дека се подобрува, а бројот на конфликтите драматично паднал. Да. Сега ние со приматите сме многу блиски, но дури што ме изненади, ај што не ме изненади моментот за шекерите. Одамна се сомневавме за кај децата посебно, дали ќе бидат повеќе активни ако јадат многу шекери. Тоа веќе се чини дека науката го расчистува. Меѓутоа, моментот вика не им даваме стандардни банани. Отинели стандардната банана, таа што сега да отидеме да купиме, таа е многу блага. А во природата, таква банана, горилата или било кој друго животно не може да најде. Значи, дивите банани се 10 сантиметри и нема ни оддалеку таква блажина која што има во себе оваа современа, да речем, современите сорти. И господјето одеше во тој правец, објаснуваше дека дури до таа точка сме стаселе што шекерите, кои што ги има во новите видови на овошје, кои што се повеќе и повеќе дизајнирани во правец да се поблаги. И вие сега навидум мислите дека јадете нешто кое што не може да не биде здраво, не може да не биде природно. Оти личи дека е такво, нели? Овошје, банана, лупиме, јадеме. Меѓутоа, таа вели дека нејзиното искуство е дека што помалку на таков тип на овошје, што повеќе овошје и зеленчук кој што е доминантно со растителни влакна. Дека моментот на растителни влакна е тоа кое што е многу игнорирано и кое што многу помага да бидат животните поздрави отколку што претходно се очекувало. Сакам да речем, видете науката во кој правци оди. Значи, дури и нешто што навидум го мислиме дека е 100% здраво, ако земе човек да размисли и да го спореди со природните негови двојници, да речеме за бананите конкретно, сваќаме дека сме се одвоиле многу и дека имаме што да направиме. И она вели да, благо овошје вика даваме, меѓутоа сега веќе тоа треба да биде само 10% од вкупно достапната храна. Односно таква блага банана би ја добиле они како десерт животните, а не како главна храна. Сакам тоа да го кажам, имаме многу простор уште да истражуваме, да напредуваме. И да се учи. Така, кога зборуваме за нашето одделување од природата се поголемо со огромни чекори за жал далеку, е всушност процесираната храна и тоа она ултрапроцесирана храна. Некои истражувања велат дека го забрзува ризикот од рана смрт. И сето тоа е резултат на едно истражување што траело дури 30 години. Па сега, каква е таа ултрапроцесирана храна? Ултраобработена. Што спаѓа во таа категорија? Се што не можете да го препознаете од каде потекнува. Значи, го гледате како храна... Спакувано во продавница. Да, спакувано. И не можете да одредите што било. Оти, например, инстант супи, инстант нудли, инстант се што има инстант зборче во себе, генерално. Сувомеснатите производи, вие не можете да кажете од кое месо потекнуваат, од кое месо не потекнуваат. Значи, низан други, после сите тие крекери, грицки, разноразни работи, кои што, што се многу обработени и не можете да одредите од што потекнуваат, туку дополнително имаат додадено еден куп субстанции со напред, односно стабилизатори и што ли се не... Има цела листа на додатоци. Или другото, вака еден друг научник кој што исто го следам, кој што вели колку повеќе на листата на состојки, колку повеќе субстанции се излистани, толку повеќе не ја јадете таа храна, која ќе земе да почне разни состојки, а тоа навидом треба да биде еден едноставен продукт. Има 4 нивоа, да ја кажеме таа нова класификација на тоа што е ултраобработена храна. Има необработена или минимално обработена, има еден степен погоре
лесно обработена, Така. средно обработена и ултра обработена храната. Првото и второто ниво, например, првото ниво е се што можете да го наберете и да го изедете од природата или такво како што го гледате, само да го отпакувате или само да се свари, да се минимално термички обработи и да се јаде. И голем дел од нашата храна треба да спаѓа тука. Ако пробате да си го направите тоа како предизвик, како што сум пробал, дали е можно од првата категорија да јадам во текот на денот, тоа сваќа дека е речиси невозможно. Дека треба да јадаме храна која што ќе ни делува многу неприродно, а не е неприродно. Нема поприродно од таа храна. Туку колку сме одвикнати ние од таа храна. За да се храниме денес така, ако ги јадеме житарките, треба само да ги свариме. Треба да свариме грав, грашок, зеленчук, боранија, окей, тука нема проблем, и овошјето и зеленчукот да ги јадеме такви какви што се. Меѓутоа, ние сме навикнати на леп, сме навикнати на такви работи. Ако треба само тука да се задржиме, ќе ни биде чудно и ќе ни делува дека не јадеме природно, а тука е природното хранење. Впрочем. Докторе, лебот спаѓа во ултрапроцесирана храна? Зависи од тоа колку има додавано екстра состојки. Ако е само Па знаеме дека кога ќе купиме леб, тој иако стои мек 2 недели, тогаш дефинитивно спаѓа таму. Инаку ако е направен од брашно, вода и сол, класичен леб, тогаш не спаѓа во ултрапроцесираната храна, тогаш спаѓа или во втората или во третата категорија. Значи од степенот на обработка на брашно. А и овошните јогурти? Некогаш ќе земеме овошен јогурт, сметајќи дека се храниме здраво. Тие се или трета или четврта категорија, односно или спаѓаат во процесирани или ултрапроцесирани. Така што за некои работи, например, се плашиме од конзервата, нели, ќе ја видиме конзервата и не потсеќа на конзервирана храна. Меѓутоа сардини ставени во конзерва спаѓаат всушност во втора категорија. Значи не е дека ние ќе ја видиме сега конзервата и крај конзервирано и да се исплашиме од нејзе. Туку што се тие состојки внатре и колку наликуваат на нивната природна состојба, првична, во која што се уловени, набрани, направени. Тоа е тој момент. Но тоа од што треба да се плашиме е се кое што не наликува на својот првичен извор, сите видови на ризични грицки, тука не ги зборувам, јатките се разбира. Меѓутоа, чипсови, смоки, разноразни тие преобработени крекери, сето тоа спаѓа во ултраобработена храна и сега да го поврзам прашањето со тоа што првото нели го кажавте за поврзаноста со здравјето и за таа голема студија. Впрочем, тој вид на ултраобработена храна толку многу е променето во однос на природата, што кај нас нашето тело како реагира кога ќе се соочи со супстанции кои што не ги препознава. Инфламација, воспаление. Или воспалението кажува во правец на тоа дека таа храна, ако треба да му дадам нели реченица на нашето тело, јас ова не можам да го препознам. И не може да го препознае. И бидејќи не може да го препознае, се фрустрира и лачи супстанции кои што одат во правец на воспаление. Воспалението е основа, сега веќе добро знаеме, на речиси сите хронични болести, на кардиоваскуларните болести, на диабетот, на низа на невродегенеративни болести, воспалителниот процес, и за жал се чини дека е точна теоријата дека воспалителниот процес е во коренот и на малигните болести. Заради тоа што, и сега гледајте со едно навидум обично воспаление, меѓутоа тоа трае со години, тој тивок оган на тој воспалителен процес, внесувајќи храна која што е преобработена и која што нашето тело не може да ја препознае, и ние просто не го оставаме на рајат. Значи, нашето тело е постојано изложено на молекули од таа храна, која што го збунува и која што цело време го тера да биде на една состојба на вака да кажеме од светот на готовност, на воена готовност. Заради тоа што цело време го вознемирува нешто кое што никогаш досега нашите предци не доаѓале во контакт со такви храни. Еве, ако земеме ајде пред 50 на години максимум да отидеме, но порано од тоа така еволутивно не сме подготвени всушност за нешто вакво. Не сме подготвени и затоа ние не знаеме и затоа почуваат тие воспалителни процеси. Од еволуцијата која што е милиони години стара, нашето тело го опремила да се справи со се. Ама не баш со се. Не со овие нови ултраобработени храни. И после се чудиме од каде болести, од каде ово, од каде она. Не треба да се чудиме воопшто.
Значи, ние правиме еден огромен експеримент врз себе си, дневно внесувајќи храни кои што се ултраобработени и кои што нашето тело едноставно не знае што да им направи. Так, има предлог ултраобработената храна да носи етикета за штетност по здравјето на ист начин како тоа што се прави кај цигарите. Може би тоа би било добро решение. Апсолутно би се да. покренала свесноста, но од друга страна треба ли да се исфрли целосно ултраобработената храна од исхраната? Според мене апсолутно да. Значи тука нема ултраобработената храна е нешто кое што е знаете уште како ја нарекуваат, нели, како фабрички произведена храна, како нешто што е од последица на таа современа многу нагласена индустриализација и се што е нездраво всушност во нашите општества, да речеме дека може да биде символички представено во таа храна што не е храна. И таа е во нејзе многу често има додатоци за вкус кои што не тераат повторно да ја сакаме. Не е Што создаваат и зависност? Имено. Вештачки засладувачи, Вештачки дека и тоа е проблем. Како не? И сега знаете како? Ние правиме трикови за да ги лажеме нашите тела преку тие екстра додадени вкусови, екстра додадени материи кои што ќе не тераат да ја сакаме таа храна и не е ферот и вие го навлекувате тој човек да ја јаде таа храна се повеќе и повеќе, да му биде вкусна, да стане зависен од нејзе, а истовремено да му се уништува здравието. И секако дека мислам дека... И се зголеми телесната тежина, вела тоа се најчесто и празни калории. Тоа се празни калории, телата започнуваат големи инфламаторни процеси кои што траат со месеци, да не речем со години, и заради тоа како поддржувам таков тип на означување на храната. Знаете, битно е да ги едуцираме луѓето. Кој ќе направи избор во крајна линија да ги земе, тоа е негово право, нема проблем, нели? Кој сака да ги земе, нека ги земе. Меѓутоа, едукативниот момент да биде присутен на моментот на избор на храна. Кога човек сака да ја земе, впрочем, во Данска, во скандинавските земји, присутни се неколку такви иницијативи. Така не смеат во училиштата да бидат давани такви продукти, ниту во болниците. Апсолутно. И плюс има и такви, така наречена зелена клучелка, ни за други на проекти каде што ни означуваат и визуелно човек шетајки низ рафтовите во продавниците во супермаркетите и да не мора да застане да чита која е содржината, туку има критериуми, ако ги исполнува одредена храна, влегува во таа категорија на здрава храна. И кога човек се движи, уште само треба да го види знакчето дека однапред тоа е утврдено, проверено и спаѓа во тие домени на храна која што може да биде безбедно употребувана и не спаѓа во групата на ултраобработена храна. Тука сум секако за, мислам дека многу му фали на населението помош. Помош е буквалниот збор, заради тоа што јас не обвинувам некој ако е од зависност кога е во прашање, вие не можете да го обвинувате човек. Зависност е болест. Дали е на некоја X материја или е на некој вид на храна, зависност е зависност. И на тие луѓе не им треба осуда, на тие луѓе им треба поддршка, едукација, помош, начини за како да одат кон подобро кое што е и за нив и за нивната средина, поздраво и подобро. Докторе, а можеме ли да си го подобриме цревниот микробиом со промена на исхраната? Апсолутно. А со тоа нели здравието, вела, дека здравието е во цревата? Тоа е убавата тема која што многу ја поврзува ултраобработената храна и микробиомот. Впрочем, современите трендови тоа многу убаво ни го покажуваат. Нашето здравје прво и основно се чини дека многу, да не кажувам во проценти, меѓутоа многу зависи од тој микробиом, од тоа што се случува во нашите црева. Тоа е првата вест. Убавата вест која што се надоврзува е дека после сменета храна кон подобро, на третиот ден, анализирајќи примероци од ФЕЦЕС, кај тие луѓе, веќе се гледа како почнува да се променува микробиомот кон подобро. Значи, толку брзо нашите тела се дизајнирани да реагираат на добра храна, на таа храна која што им одговара. Впрочем, јас веќе се повеќе сум убеден да верувам дека ние можеби една половина од храната што ја јадеме за нас, а можеби другата половина од храната што ја јадеме за тие бактерии кои што живеат во нашите црева и на кои што впрочем треба да им дадеме добри услови за тие да живеат таму.
А листата на добри работи што потекнуваат од тие бактерии е огромна. Значи нема што да, мислам, сме зборувале во претходни емисии, сега во збор 2 да подсетиме само. Материите кои што ги лачат тие добри бактерии во нашите црева, во една гранка се движат и го јачат имунитетот. Значи не прават да бидеме отпорни. Во друга гранка се движат и го информираат нашиот мозок во правец кој што ни го подобрува менталното здравје. И сега, навидум на неповрзани работи, храната, која што ја јадеме за бактериите во нашите црева, да ни помогне да бидеме порасположени или Себе објаснување имаше наслови на кои што вчера најдов, вели супер ултраобработената храна доведува до когнитивен пат, односно до така. падот со размислувањето, меморијата и слично. Ултраобработената храна, тоа е линкот, цревата и бактериите. Ултраобработената храна на бактериите ги прави ршум, значи ги уништува добрите бактерии кои што нам ни требаат за да во секој правец да бидеме во ред. И со когнитивно, и да бидеме во општо физичко здравје, и имунитетот да биде добар. Значи, ние со тие бактерии живееме милиони години и сме извонредно многу зависни. Сега, може би, поголемата штета што ја правиме е дека нив ги труеме преку таква храна, тие не можат да си ја извршат својата улога на да не штитат и заради тоа завршуваме со здравје такво какво што е. Поедноставено кажано. Сега, доколку земаме ферментирана храна, доколку конзумираме таков тип на производи, дали со сигурност ќе имаме подобрување, бидејќи некои велат пак микробиомот е како од печоток од прска, секој човек е различен. И ќе остане различен. Меѓутоа, некои дури претеруваат и со земање на пробиотици, постојано се суплементираат. Дали пак е тоа корисно? Да, видете, ама пробиотиците, знаете како, вие во стомакот имате десетици илјади видови бактерии. Десетици илјади видови бактерии. И сега ние додавајки 2, 3, 4 соја, што ќе направите вие на тој универзум од бактерии кои што живеат во вашите црева? Не само бактерии, тука има и фунги, има и низа други микроорганизми, па пред 3-4 месеци открија нов вид на организам кој што живее во нашите црева, уште нема име. Тоа се некои како полипи ги крстуваат, живеат внатре во луменот на цревата и вака како штрчат кон внатре. И се многу мали, абер немаме која им е функцијата. Што туку ги откривме. Значи, сосема нов вид на организам присутен само во човечките црева. И сето тоа ние да мислиме дека само... Да, пробиотикот си има свое место, нема збор. Нели, ќе го земеме кога зимаме антибиотици, кога е диареа нагласено и се. Меѓутоа, ние ако со 3-4 соеви на бактерии мислиме дека ќе го покриеме сето тоа, се лажеме. Ние треба да пазиме да внесеме пребиотици. Пребиотиците е храна за пробиотици. Природата ќе си го направи своето. Значи, а што се пребиотици? Сите видови растителни влакна. Повторно се враќаме на почеток. Да, еве ги растителните влакна. Значи, растителните влакна се долги молекули кои што нашето тело не може да ги разложи, и има смисла зошто не може, бидејќи треба да пројдат и да стасаат до дебелото црево за бактериите да живеат од нив. Тие да ги јадат таму. Една проста финта, така да речем, иако финти природата многу не дозволува, оти не можеме ние да му направиме финта на систем стар милиони години. Па сега, нели, да се направиме попаметни од него, нели? Популарно е кај новите генерации биохакирање. Не можеме ние да хакираме нешто кое што е милиони години старо и кое што е многу совршено за нас, но има нешто што помага, например, тоа што е ладниот варен компир. Компир сварен, па оставен да се излади. Тогаш скробот така се реорганизира да не може низ тенкото црево да биде обработено, но и тогаш тој успева да стаса до дебелото црево и таму да биде храна за бактериите кои што се таму и да помогне да ги размножи. Меѓутоа, знаете, зашто велам, и наједноставната работа, јас имам навика да се прејадувам со цреши на пролет. Меѓутоа, прејадувањето цреши многу лошо влијае на дигестивниот систем. Нели, веднаш создава грчеви, гасови, прави голем проблем. Зошто? Заради тоа што и природата обмислила колкав е моментот визави муабетот за приматите и шекерите од овошјето во зоолошката градина во Сиднеј, што го кажавме пред малку. Значи, и шекери од овошје, иако е 100% природно, има некоја граница во која што можеме да го внесеме и сепак да биде се во ред.
Оти не сме ние дизајнирани да живееме само на овошје. Така имаше популарни некои диети порано. Луѓето јадеа од сабајле до 2 часот, до 3 часот, не знам, по едно кило овошје на ден. И демек тоа е здраво. И сега, едноставната логика, демека бе овошје не може да е нездраво, нели? Меѓутоа, дали ние треба да јадеме секој ден по еден килограм овошје? Одговорот е не. Заради тоа што капацитетот на нашите тела да ја обработат тој прилив на фруктоза под А е ограничен и под Б толку многу кога ќе дојде наплив на фруктоза нема да успееме да го повлечеме во тенкото црево, ќе пробие до дебелото црево, таму бактериите ќе почнат да прават прослави на тема фруктоза и ќе ја направат покисела средината во цревата, а не треба да биде така. Претерувањата во тој правец. Тајната секогаш велате во умереност. Во умереноста и во разновидноста. И разновидноста. Да. Така, разновидност и умереност. Така. И органска производство, доколку се во можност. Колку можат повеќе дома сами да произведат, тоа е моја топла препорака. Значи ги поттикнувате. Апсолутно, да. Дури има начини да се засака работата во природа, само треба да почне да работиме со земја. Да допираме земја, да. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Навистина нови информации денеска добивме во оваа емисија. Научивме нешто што е исклучително корисно за нашето здравје. Ви благодарам многу за поканата. Почитувани доктор Александар Митов, магистар по јавно здравје, беше гостин во денешната Телма амбуланта. Ви посакувам пријатен ден.